Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Прво за ова нова 2022 година, четврта сезона, верувале или не, започнуваме на каналот Формула на македонски на YouTube. Ви благодарам на сите што изминативе 3 години, еве сега и четврта сте со мене. Сите оние кои повремено не следат, ве поканувам да се приклучите. Ви посакувам се најдобро за овие новогодишни и божитни празници на сите. Љубов, здравје, среќа, се што е добро да ве следи, и секако ви посакувам вашиот пулен, вашиот фаворит да ја освои шампионската титула во Формула 1 следната сезона. Причина за ова видео кое го правам денеска е чисто да ги со вас споделам моите размислувања во однос на каналот Формула на македонски, што сакам да постигнам, која ми беше мојата првична идеја, зашто го направив каналот. Оние кои го следат овој канал од самиот почеток знаат дека почнавме на еден начин, па потоа некако се преориентиравме кон повеќе кон анализа на трките и коментари. И мислам дека тука негде, бркајќи да стигнам со вестите за Формула 1, бркајќи да искоментирам постоечката трка, последната трка и веднаш да објавам видео, мислам дека некако се загуби во таа трка, бидејќи многу вести веќе се веднаш достапни после самото завршување на трката. Формула 1 фан клубот на Facebook со кого се работуваме, каде што заедно објавуваме и споделуваме видеа, тоа го прави многу добро, многу одлично, би рекол најобјективен Формула 1 портал во Македонија. Нема пристрасни вести кон една или кон друга страна, секогаш со некои интересни видеа кои не се секојдневни, некои интересни теми кои можеби некои други портали за Формула 1 не ги обработуваат. И јас, надпреварувајќи се да стигнам со видео одма после трката во тие први 30 минути да анализирам што се случува во самата трка, некако мислам дека го изгубив својот првичен оригинален концепт за тоа што сакав да направам со каналот. А јас каналот го створив не само да ја проширам љубовта кон Формула 1 во Македонија, бидејќи знам дека не има, иако сме малку на број во однос на другите спортови кои доминираат, се заљубив во Формула не само поради брзината на болидите, туку поради нивната комплексност. И со тек на годините како следам Формула 1, 97-98 година почнав да следам, меѓутоа негде околу 2010 година сериозно почнав да навлегувам во самата технологија на болидите на Формула 1, во техничките податоци, почнав да читам многу на интернет, да се образувам за начинот на креирање на болидите, за дизајнирањето на болидите, за дизајнирање на суспензија, како аеродинамиката функционира, како функционираат моторните единици, на кој начин се штелуваат болидите, која е разликата помеѓу висок концепт на рек, низок концепт на рек, предна доминантна потисна сила, задна доминантна потисна сила, аероефектите, ефектот на уземјување, коефициент на драг, балансот помеѓу драг, односно завлекување аеродинамичко, и балансот помеѓу чиста потисна сила и така натаму, и сакав тие некако елементи да објаснам како функционираат предни крила, како функционираат сопирачи, како функционираат задни крила, која е употребата на страничните крила, како возачите влијаат на перформансите на болидот, како се трошат пневматиците, како се штитат пневматици. Тоа ми беше мојата главна идеја за каналот на Формула на македонски, и секако припратно да ги коментирам вестите, да ги коментирам трките, да коментираме некои интересни случувања. Меѓутоа, едноставно во тој процес да бидам релевантен во однос на брзината на објавување на вестите, мислам дека себе се изгубив и дека некако застранив во тој оригинален пат кој сакав да го постигнам. И сакам да кажам дека иднината на каналот на Формула на македонски јас ја замислувам вака, а секако вашите коментари се добре дојдени и предлози, и знаете дека кај мене нема добар или лош коментари, сите коментари ги прифаќам, не бришам коментари, освен ако не се со некоја навредлива содржина, ако не е некој пцуење или така натаму, и секако би прифатил, бидејќи поентата не е јас сам тука да седам и се снимам и да се гледам себе си, туку поентата е да ја развиеме оваа заедница која ние ја создаваме заедно за Формула 1. Се на се сакам да се посветам повеќе, бидејќи сега имаме идеална шанса со новите болиди, имаме комплетен рестарт на самата филозофија на Формула 1. Сакам да се посветам повеќе на новите болиди, на новите карактеристики, ќе имаме различно, радикални нови болиди, кој концептот на целокупно делување на аеродинамика ќе биде од корен променет, се враќа граунд ефектот, односно ефектот на уземјување, кој го нема во Формула 1 повеќе од 40 на години.
би рекол од доците 1970. Така да ќе имаме многу теми за дискусија за новите болиди, ќе ги анализираме сите нови болиди и би сакал оваа сезона следна да се задржам повеќе на техничката страна и да ги откриеме оние делови кои не се видливи со голо око кај Формула 1 болидите, да откриеме како функционираат тимовите во позадина, како еден болид се произведува од замисла, од концепција до реализација, кои се предизвиците. Едноставно таа страна од Формула 1 во која ја сакам еднакво колку и тркањето, ако не и повеќе, сакам да ја споделам со вас, бидејќи едно правило важи за содржината на YouTube и воглавно за сите електронски медиуми, дека треба да се креира содржина што вие би сакале да ја гледате, а не што би сакал некој друг да ја гледа. И мислам дека јас како YouTube видео, како видео содржина, не можам да се надпреварувам со Facebook, а не ни сакам, бидејќи заедно соработуваме со F1 Формула фан клубот и тој одлично ја врши својата работа, феноменални се објавите, да не се повторувам, се најобјективни, не се пристрасни и навистина мислам дека само се дуплираме на еден начин, иако е секогаш добро да има и видео анализа на некоја трка, на некој спорен момент. Тоа секако ќе го направам. Ако има спорни моменти како последната трка каде што Майкл Маси ја упропасти, би рекол, со неговата одлука за безбедносно возило и укинувањето на истото, спорните моменти како сударот на Верстапен и Хамилтон во Силверстон, или ако имаме некоја екстремно драматична трка која е полна со моменти, контроверзии и интересни случаи, па секако ќе сакам да обработам. Меѓутоа би се фокусирал на сршта на болидите, на срцето на болидите, нивната механичка конструкција, нивната аеродинамика, филозофијата, да ги споредуваме разликите на филозофии помеѓу Red Bull и Mercedes, помеѓу Red Bull и Ферари, помеѓу Мекларен и Ферари, и некои интересни вести кои се во позадина Формула 1, можеби кои не добиваат толку внимание, така да би се фокусирал на помал број на видеа, но со со подобар квалитет. Би сакал видеата мои да не бидат како јас седам во мојата дневна соба и зборувам пред камера, би сакал да внесам малку повеќе видео илустрации, повеќе клипови кои се дозволени, кои може да се превземат од интернет. Има голем проблем со дигиталните копирајт права, YouTube веднаш ги блокира видеата. Сакам да се посветам да има добра анимација видеото, се на се помал број можеби на видеа, да не брзам, да не трчам, да се надпреварувам со вести, но меѓутоа тоа видео што ќе го направам да биде далеку поквалитетно изработено и тоа видео да може да се гледа и за 3-6 месеци, година понатаму и се уште да држи, да биде релевантно. Се надевам дека ќе добиам вашата поддршка. Секако вашите предлози се добредојдени, до критики, позитивни, негативни, кажете ги, мене навистина ми значи, ја не сум експерт, ја не сум професионалец, тука сум само уште еден дечко како сите вас што сака Формула 1, што е заљубен во овој спорт, што му е пасија и што деноноќно размислува на тоа. Така да ви благодарам, ова може би испадна малку подолго видео него што планирав, меѓутоа тоа се моите првични планови, идеи за како да еволвира каналот. Како што ветев на Facebook, за Божек следува видео од нашите очекувања од новите болиди, ќе ги видиме првите замисли, првите скици, ќе дадаме едно размислување кои ќе бидат главните фундаментални разлики помеѓу досегашните болиди кои ги имавме и новите, ќе направиме еден широк спектар на можности и на тој начин ќе отпочнеме сезоната, па здравје понатаму и ќе ги следиме предсезонски тестирања. Се на се, ви благодарам уште за поддршката и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!